Петок, 2 февруари, кратки вести во 12 часот. Минатата недела во Охрид биле регистрирани 46 случаи на заболени од сезонски грип. Споредено со неделата пред неа бројката е поголема за 4 случаи. Специјалист епидемиолог доктор Јованка Струлакова-Коровешовска за Супер радио потенцира дека оваа бројка не е реална, бидејќи голем дел од заразените не се пријавуваат или се лекуваат во домашни услови. Во првата недела од 2024 имаше 52 случаи на грип, во втората 81, додека во третата 42 случаи. Вакцини против сезонски грип и натаму се достапни во Центарот за јавно здравје за оние кои ќе сакаат да се имунизираат. Оваа сезона, споредено со изминатата, е голема бројката на вакцинирани. Заклучно со првата половина на јануари се имунизирани 2513 лица. Започна финалното одбројување, а охриѓани се на 10 дена до денот кога истекува рокот за вадење нови лични документи. Тие секојдневно се во обид да ги извадат или подигнат, а шалтерите во објектот на пожарната скоро постојано се полни со граѓани кои трпеливо чекаат за да ја исполнат својата обврска. Досега се издадени над 1.200.000 пасоши со новото име, од вкупно околу 2.500.000 колку што треба да се заменат. Од МВР велат нема казни доколку граѓаните не успеат да ги извадат документите до 12 февруари, но и нема да можат да патуваат во странство. Собствениците на возила заклучно со 12 февруари годинава мора да извршат промена на ознаката МК на регистарските таблички со новата ознака НМК. Налепниците со новата ознака ќе чинат најмногу 50 денари, а ќе може да се набават во станиците за технички преглед. Од МВР велат склучен бил договор за нарачка со избраниот економски оператор за што течат законските рокови за испорака на налепниците. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 7 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.